Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде Александар Јордановски, директор на Националниот конзерваторски центар. Добре дојде. Добре ве најдов, Љупчо. Ви благодарам на поканата. Ти благодарам на тебе, Александар. Последниот проект кој што заврши успешно пред неполна недела, што се вели, отворен е новиот спомен дом на Разловечкото востание, првото македонско организирано вистинско востание во кое што македонскиот народ побара со слобода за слободна Македонија и слобода за македонскиот народ, нешто што беше запуштено, буквално фрлено се таму да оставено на забот на времето, кој знае колку години. Еве, видовме што се случува, ќе видат гледачите и во видео инсертите што следуваат како навистина изгледа целата приказка. Да, пред и потоа, before and after, што би рекла на англиски. Значи, како се одвиваше проектот? Претпоставам, не беше едноставно сето тоа да се направи. Пред да почнам да направам мала елаборација нели за самиот спомен дом, пред се би искажал благодарност до Алфа телевизија, затоа што целосно се вклучи во покривање медиумско на овој настан, значи и самата обнова и самиот ден, нели, прославата одбележувањето на 150 години, така што Алфа телевизија се наметна и како медиумски покровител на цел овој настан. Но да почнеме од почеток. Спомен домот на Разловечкото востание беше дел од годишната програма на Министерството за култура за 2026 година и еден од главните приоритети на владата во делот за заштита на културното наследство. Спомен домот на Разловечкото востание е подигнат, односно 1976 година е удрен камен темелник, 81 година е пуштен во употреба. Генералот Михаил Апостолски држи говор на самото отварање, така што Националниот конзерваторски центар целосно се вклучи во обновата на спомен домот како една од работните задачи, но по обем и по финанси доста голема. Така. Зборуваме за колку средства? Зборуваме за средства во висина од околу 20 милиони денари. Така, значи околу 350.000 евра. Па така, некако, значи авторство на спомен домот на проектот е Националниот конзерваторски центар, целосниот тим за реализација од Националниот конзерваторски центар, така што целосно се заврши со, да речам, со домашен капацитет задачата. Центар. Колку време траеше овој процес? Не е нешто што се заврши за една недела, да речеме, за 2-3 дена. Па за брзо се заврши. Во каква состојба го најдовме спомен домот, за релативно брзо време се заврши, затоа што предходеше една административна постапка на легализирање, односно на објектот од секаков аспект, од имотен лист, од доделување на спомен домот на Центарот за култура Никола Јунков Вапцаров, нели во негова надлежност, од регистрирање на музејска дејност, значи тие се административни постапки неопходни за да со полна паре, да речем, од кога еве сега е готов објектот да работи. Така што обврската на центарот беше да го доведе во нормална состојба, затоа што беше исклучително руиниран, што навистина е срамота за еден објект што одбележува прво востание на македонскиот народ во рамките на Османлиската империја. Тука јас би кажал околу, јас не сум историчар, но некои работи мора да ги нагласиме како клучни за Разловечкото востание. Тоа е, нели, рековме, прво востание. Понатаму интересно е што имаме вложување на сопствени средства, лични, за кревање на востанието, значи на самите предводници, Поп Стојан од Разловци и Димитар Поп Георгиев Беровски. Имаме знаме, имаме име Македонија и тоа го прави, да речам, посебно и што е најинтересно, односно што е можеби најважно, немаме инфицирање на неинфицирано востанието од странични пропаганди.
Значи имаме чисто како Чисто солза. македонско. Чисто македонско востание. Подоснежните сите востанија имаат инфекција странична, да ја наречеме. Не само востаниите, сите процеси имаат инфекција. Так. Дали личности, дали настани, дали вооружени битки, сите имаат некаква инфекција. Овде имаме Ова е чисто македонско, без никакво мешање. И затоа треба, затоа и спомен дом, за да живее споменот. Затоа не е спомен плоча или пак спомен обележие. Предлагам режијата ако може да ги пушти инсертите кои што се нели токму од направени пред и потоа, ако може да ги искоментираме. Ова е спомен домот на Раздовечкото востание. Ова е ми се чини, ова е пред обновата, ова е привремениот покрив од лим. Баш ти кажам за покривот, тој ни зададе најголема мака, затоа што трагавме по соодветен материјал буквално во цела Европа за да најдеме соодветен. Всушност, што представува самиот објект? Тој е архитектонска скулптура, всушност, вклопена во тој селски амбиент рурален, а и во природата, и всушност тоа е архитектонска символика на борбата на македонскиот народ за слобода, почнувајќи од самото огниште, овде сега не се гледа објектот. Еве го знамето, да? Да, тоа е знамето, почнувајќи од самото огниште, па до ова е се инсерти прв пат кога отидовме, нели кога го прикажуваме пред да не се ни чита позади што пишува, да. Па имаше и букви извадени, немаше дел каде што не беше оштетен објектот. Да. Немаше дел што не беше оштетен. Најмногу ни зададе мака и влагата, значи моравме дренажни канали да направиме. Да, ова е горниот дел, касетен таван имаме, касетниот таван ја символизира овој тој касетен таван што се гледа над, да речам, присутните. Ја символизира слободата, нели, на извојуваната слобода. Тоа е сино-бела боја, символизира нели конечната слобода. Така. Ова се инсерти, ево ова е дренажниот канал. Да, може да ги видиме целосната столарија се смени. При интервенциите наидовме и на ситуации при самата градба, не баш соодветно изведување на некои градежни активности, па моравме тука да ги поправиме. Например, платото каде што е мермерот напред партерното уредување што е, имаме мермер, но оддолу немавме армирано бетонска плоча, имаше некој набиен бел песок, некоја ризла, истото се случуваше и во делот каде што е сега поставката, тоа порано беше библиотека. Значи, и во самата изведба забележавме не баш добри изведувања, но тоа го поправивме. Со, да речам, со исклучително солидно одводнување на објектот, затоа што кај сите објекти имаме најголем проблем со водата. Дренажата. Да, дренажата е најголемиот проблем. Да, се гледа влагата под зидовите, мислам, не мора да сте експерт да... Да, дури имаше отпаднати зидови околу објектот од да речем од таа влага, од понирање на водата, не само околу објектот и странично, да речем, и поширокиот круг на објектот. Кој беше најголемиот предизвик? Еве, покривот можеби или сепак? Покривот беше најголем предизвик затоа што објектот е под заштита, значи со решение на Управата за заштита на културното наследство е прогласен за културно наследство и интервенциите мора да бидат во согласност со оригиналната изведба. Ова е објектот по нов датум, има практика и кај нас и во светот да бидат заштитувани објекти од понов датум заради нивното значење. Кога се покривал објектот, се покривал со некои азбестни плочи кои сега се нели забранети, нели канцерогени се. Ова е сега од отворањето, да. И трагавме на 150 годишнината од така, само да докажам за покривот, буквално трагавме по цела Европа. Да. Го најдовме во Австрија соодветниот материјал кој се нарекува Етернит. Ја тука би заблагодарил на фирмата што беше ангажирана изградба Комерц, но пред се на браќата Мартин и Пеце Ристевски кои
неуморно буквално и патуваа низ Балканот за да го најдат соодветниот материјал, да бидат испочитувани правилата на конзерваторско-реставраторските процеси. Сегашниот, нели, изглед и се што има во него е тотално апсолутно функционален, целосно реновирано, кој што гледам, нели, споредбено не може да се спореди тоа е како ноќ и ден претходното што беше. Апсолутно објектот е спремен за употреба. Да. Сега по отварањето имавме уште некои сосема мали интервенции од козметичка природа се тие. Објектот покрај што е спремен и за подолготрајни настани, затоа што во рамките на овој простор се наоѓаат и 3 простории со галериски простор кои би можеле да прифатат до тројца уметници да творат тука. Например, многу е соодветен просторот за ликовни колонии. Так. Значи имаме и работен простор, но и за преспивање простор во рамките на објектот, така што мултифункционален, значи добивате нешто не само спомен дом, туку нешто што може во идни да се затоа реков дека спомен дом не е спомен плоча или спомен обележје, нели, да положиме цвети да си одиме, ова е всушност како и Македониумот во Крушево се објекти кои дават клучно значење на стожерни настани од историјата на македонскиот народ, нели, Разловечкото и Илинтерското востание. Какви беа реакциите на местното население? Како тие го дочекаа? Пред нивни очи пропаѓа ова. Со воодушевување. Јас прв пат кога отидов 2024 декември некаде, тогаш ми беше доверена задачата. Со неверување мештаните беа затоа што велеа многумина дошле, многумина ветувале и си заминале. Така. Јас тогаш се сретнав со, го нарекувам, последниот клучар на спомен домот на Разловечкото востание, кој бил вработен. Чарли го вика така колоквијално и само му реков: ќе завршиме работата, бидете трпеливи, ма ќе завршиме работата и навистина. Ја заврши работа. Ова има многу интересна генеза. Ова не е така некому да му текнало, ова е буквално кажано предизборно ветување. Со тебе разговарајќи ти ми пренесе како дошло всушност до сето ова. Значи премиерот кој што тогаш и не беше премиер, зборуваме за Мицкоски тогаш како председател на партијата, шетајќи се и кога го видел ова, значи може да ни ја кажеш генезата како дошло да ова се случи и да биде, нели, реализирано. Значи, тоа е уште во предизборието спреман терен за овој објект, но по самата победа, нели, на актуелната власт, сегашниот премиер поминува непосредно по победата на 8 мај и го гледа, нели, таква информација добиваме дека е запознат со состојбата на спомен домот, му се јавува тогаш на сегашниот, нели, актуелен министер за култура Зоран Љутков. Тој ми се ова мене како, нели, човек задолжен за територијално надлежната општина. Јас се преземам задачата и се завршува. Значи ветено сторено би ветено сторено, да. Нема многу филозофирање. Или се зафаќате да ја завршите работата или не ја завршувате. Така. Да. Ова е доказ дека, нели, ако се сака може да се направат работи, мислам дека треба помалку да се зборува, повеќе да се работи. Ние за промена. Многу време трошиме во елаборација на нештата, во анализија, помалку во реализација на проекти. А реализацијата на проекти е мерливата категорија на остварени нешто. Значи сепак имаш и техникали како легализацијата на самото земјиште, значи работи кои што малку и одолговлекоа работата. Да. Техникалиите сепак се имаше, но ги завршивме. Так. Ако спуштате некој објект во употреба, треба да бидете чисти во секоја смисла. Так. Значи сепак задоволен од тоа крајниот, конечниот резултат. Јас сум задоволен од крајниот резултат. Да. Сега оставаме на Центар за култура Никола Јанков Апцаров од Делчево да продолжи да го живее објектот. Так. Со настани соодветни, нели, на настанот на Разловечкото востание.
Така. Ние го следевме, како што кажа ти, благодарам на нели пофалбата за Алфа, ни беше чест да го правиме тоа. Ние имавме и целодневна нели програма посветена на тоа, и мојата емисија беше посветена на разловечкото, постојано со преносите и се, и ти беше со нас, така што ни беше чест, зборуваме за Македонија, македонската историја. Значи тоа сепак не е се што се случува во Македонија како национален конзерваторски центар. Што се друго може да споменеме? Еве, зборуваме и од време на време ќе слушнеме и дека нешто се случува во Лешочкиот манастир. Во екипата што работеше во спомендомот на разловечкото восстание, мораме да ја одмориме малку оваа недела, да земе душа, затоа што беше пренапорно, затоа што беше врзано со датум. Заслужен одмор, би рекли. Модат на заслужен одмор, и сега од понеделник се префрламе, екипата ја префрламе во стариот конак во Лешочкиот манастир. Да нагласам дека тој стар конак е возобновен на темели од постар конак од Кирил Пејчиновиќ, просветител наш. Тука имаме заекнување на оригиналните ѕидови од внатрешната страна, значи стабилизација за да биде употреблив. Нели сега сме Министерство за култура и туризам. Така имаме додадена вредност, така што тој конак ќе биде подготвен. Ние соработуваме со владиката Јосиф од Лешочкиот манастир, одлично. И тој конак ќе биде спремен и за посета. Во моментов се зајакнати, да речам, надворешните ѕидови од внатрешна страна, бидејќи се работи за конзерваторско-реставраторски процес, не можеме да ставаме пластични прозорци, мораме дрвени, но новото време си го прави своето, па тешко се доаѓа и до производител, или ќе најдете производител што не може да ви испорача толкова голема количина за одредено време. Така што во Чачак ја најдовме фабриката што може тоа да го заврши, преку 113 прозорци треба да се сменат на. Тоа е голема количина. Или треба да имате одредена сувост на материјалот за да биде поставен. Ако го правиме, да го правиме. Во Македонија не успеавте да најдете. Успеавме, но не може временски. Немаше производител што може толку голема количина за толку временски период. Ние сме сепак ограничени. Тоа треба да го завршиме и фасадата да ја спремиме, нели да се среди, и тој ќе биде предаден во потреба на црквата понатаму. Значи тој ќе биде мултинаменски, нема да биде само за Лешочкиот манастир, ќе биде и за туристи, тој ќе биде отворен за туристи, ќе биде отворен. Како еден конак за преспивање, има многу момент целата приказка. Па манастирскиот туризам е во, да речеме, во подем и треба да се искористи се државата, затоа што е под заштита објектот, помага колку што може. Односно во Лешочкиот значително. Так. За колкава финансиска конструкција зборуваме? За 6 милиони денари. 6 милиони за 6 милиони денари зборуваме за оваа фаза, затоа што центарот неколку години наназад интервенира во Лешочкиот манастир, конкретно оваа интервенција, да речеме оваа сезона е околу 6 милиони денари, значи внатрешното заекнување на ѕидовите, со цел денели да се задржи оригиналниот ѕид од надвор. Тоа се конзерваторски методи. И тој ќе биде спремен за употреба за брзо. Мислам дека летово ќе се заврши. Значи летово може да летово ќе завршиме нашата работа. Не, нашата работа ќе ја завршиме како центар, понатаму следи нели внатрешно преградување, уредување на просторот и така натаму. Како Алфа телевизија, тука сме да го покриеме и тоа, нели зборуваме за Македонија. Секогаш Алфа е на страната на Македонија. Благодарам. Што друго се работи, Александар? Имаше нешто и за првото македонско училиште на македонски јазик. Првото македонско училиште, каде што официјално започнала наставата на македонски јазик, е во селото Подвис Кичевско. И тоа е објект што е заштитен со закон 1973 година, мислам, или 78 година. И неколку пати е зачната идејата за негово обновување. Првата идеја е некаде 2013-2014, кога објектот се уште, ајде да кажам вака со обичен речник, стоел на нозе. Имало простор за некаква интервенција, се завршува обично се завршуваат работите на ниво на проект, изработивме проект.
За мене тоа е најлесната и најевтината работа. Изведбата е всушност поголемиот дел од работата. При крај проектот, нели, сега новиот проект, затоа што проектот од 14 година не важи, затоа што имаме да бидам вака директен, 90% зголемени оштетувања од пред. Затоа што не се реагирало на време. Колку е битно сето тоа, така? Колку е битно, колку подоцна се интервенира, толку е поскапа интервенцијата. Проектот е готов. Сме во преговори со една фирма да направиме геомеханички испитувања, затоа што имаме голема деградација на објектот од 14 до 26 година, што ни дава сомнеж за стабилноста на тлото. И затоа мораме да направиме геомеханички испитувања, ќе бидат тие во текот на јуни, јули, кубуриме, нели, и со фирмите, нели, тешко да се дојде до фирма квалитетно да изработи работата. По тие геомеханички испитувања треба да се добие целината на проектот и тој ќе биде веќе спремен за пресметка. Но тука морам да истакнам во соработка со градоначалникот на Кичево, комуницираме. Најголем проблем е таму пристапот до објектот, затоа што симулираме одредена сума, ако 5 или 6 милиони денари чини обновата, ако не добиеме ни функционален пат, уште толку ќе не чини само транспортот на материјали. Така што мора да имаме добар пристап за да имаме ефикасна заштита. Направена е конструкцијата, толку би чинело отприлика? Не, јас само симулирав сума за да кажам, за да истакнам колку е важно да се направи добар пристап да се направи. Заради носење на градежните материјали. Така. Значи очекуваш почеток на работите отприлика? Ако биде се во ред, следната година би требало да почнеме со обновата. Ако биде се во ред, нели, пристапен пат, нашиот дел од геомеханиката ќе го завршиме, така што мислам дека 27 година би можело да почне со обнова. Реакцијата претпоставам би била и ме зачудува искрено се вакви монументални објекти со вакво значење, првото училиште кое што имало на македонски јазик да биде забаталено така. Имаше еден период една друга власт 7 години. Имате забаталено Разловечко востание, имате забаталено Македониумот беше катастрофа, Значи тоа се клучните маркери на македонското постоење. Во социјализмот се потрудиле луѓето, нели, тогашните раководства во различни периоди да изградат нешто за да одбележат одреден настан или лик од историјата. Мислам дека е срамота сега да не го одржуваме. Повеќе срамота е. На што се дължи според тебе тој неинтерес? Дали се работи за недостиг на средства? Зборуваме за еден период од 7 години кога што не беше закована шајка во државата, за културата немаше, особено за овој дел со културното наследство, нели, да не зборуваме ништо. Ако зборуваме за тој 7 годишен период, не се работи за немарност, се работи за национална незаинтересираност. Нели? Тука не можеме да направиме поврзување на политичка опција со Македонија. Не гледам НЗС тука нешто. А во другите периоди, да речам, значи запоставувањето не е само од независна Македонија и од претходно, е немарност. А сега и уште еден важен момент е веќе алармантниот недостаток на стручен кадар. Во сите установи за заштита на културното наследство. Дали биле центри за културно наследство, конзерваторски, дали заводи и музеи, дали само музеи, имаме алармантен недостаток на стручен кадар. До толку е алармантен, вчера јас видов една одлука од Синодот на Македонската православна црква, каде што на седницата на нивниот синод констатираат недостаток на стручен кадар во државните установи. Значи тие директно го констатираат. Значи ние одамна го имаме констатирано како држава, но не се надминува така лесно, затоа што од кога ќе влезе кадар, значи установата која раководам јас
од 100 вработени паднате на 45-6, значи фалат двојно повеќе луѓе. Вработувањето е само првиот чекор. Значи за физички да ги имате луѓето, а оспособувањето трае најмалку 5 до 6 години, за да може самостојно некој вработен да работи. За каков профил на кадар зборуваме? Кај се премногу специфично, не ова сега треба да е инженер или треба да е македонист или треба да е историк, значи комбинацијата на главно археолози. Кадарот во заштитата, конкретно еве, ако зборуваме за установата за Националниот конзерваторски центар, се црпи од Институтот за историја на уметноста со археологија. Тоа е доминантниот факултет од каде што се црпи. Сега имаме ситуација намален интерес и на запишани студенти и тамо. Значи алармантно е, имаме алармантна бројка на ниско запишани, на ниска бројка на запишани. А од каде ќе црпи установата кадар? Нема од каде. Така. Од тука е. Архитекти исто. Порано архитектите кога доаѓале до трета-четврта година, оној што бил заинтересиран да работи на културно наследство, доаѓал тука на практична настава и влегувал веќе спремен кога ќе се вработи. За среќа, морам да кажам дека носечкиот кадар во овој центар, што се уште го држи квалитетот, е малуброен, но е на висина на задачите. Збораме и за историчари на уметност, и за археолози, и за архитекти, но една ластовичка не ја прави пролет. Ќе се изморат. Да. Наместо да работиме со неколку екипи на неколку позиции во исто време, ние имаме една екипа која преселуваме од еден на друг објект, од еден на друг објект. Во моментов, еве, ако зборуваме за, еве, имаме овде, да речем, градежни активности. Се истата екипа ја префрламе од Разловци во Лечок. Толку е капацитетот. Или пак со конзервацијата на фреско живопис. Имаме една тајфа. Според квантумот на богатство на фреско живописи во кај црквите, ние слободно може да формираме 4 до 5 екипи да работат во барем 6-7 месеци, нели, кога е сезоната. Ние имаме 2-1 екипа. Повторно муабетот од она претходното, а колку подоцна реагирате, толку ќе биде поруинирано, толку ќе биде поголема работата, не само финансиски, зборуваме за културно наследство кое што ова е децениски проблем. Ова е децениски проблем затоа што неколку пати кажам дека овие професии бараат трпение. Така. Кај младите луѓе се помалку има трпение. Центарот се наоѓа сега во процес на обнова, еве 10 вработувања очекувам оваа година да постепено да се зголемува бројот на вработени, но пак ќе кажам, тоа е само едниот момент, значи тоа е влез на човекот во установата. Ќе му биде дадена шанса, затоа што ова не е фабрика, овде креативна е работата. Значи врзана нели со процеси научно-истражувачки, со мануелни вештини, но е креативна. Ние ќе ги вработиме, понатаму од самите нив зависи. Јас често им кажувам на вработените, вие добивате топ позиции. Секој работно место носи огромна одговорност и можност за огромна кариера. Од самите нив зависи, од никој друг. На што се должи тоа што не достигаат луѓе? Дали е само недостигот на стручен кадар како кадар, дали се тоа историчари на уметност, археолози или било што, или пак можеби е финансискиот момент, на што се должи тоа? Мислите на платеност? Зборувам за платите, да. Не, платите се сосема пристојни сега. Значи, за разлика од пред некоја година, кога беа, да речам, очајни, например. Значи може да се исклучи тој момент, повеќе значи не, финансискиот момент се исклучува, но прво предлого траел тој мизерен финансиски момент. Предлого траел, да речем дури подценувачки, сега не е последниве 4-5 години го исклучуваме моментот на тоа што изгубиле луѓе кадар си има заминато во тој период или издржале? Многу. Значи ви имате серија на генерации, не на една генерација кои не успеале да се вработат,
а би прифатили за нели и за Да. тогашни мали плати да ја работата. Но како да ви кажам, трпението на човекот нели Да. си има свои биолошки потреби. Ги држеле како хонорарци, Александар? Најчесто така е во јавните фирми, сум работел Па во култура Да. тоа е Да. беше практика долго време да бидат хонорарци. Години. Јас се сеќавам во години. македонската телевизија имаше по 16, 17 години да бидат хонорарни Овде соработници. Јас само бев 4 овде просек и пол. 5-6. Просек Да. е 5-6. Така. Значи Да. нема човек во културното наследство а да не бил хонорарец така Тоа подолго му е време. како интрото во професијата. Подолго време. Да. Сега генерациите претходно можеби имале трпение, сегашните Да. не баш. И условите за работа Не и баш, понудата да. за работа беа поинакви. Јас Да. се сеќавам во тоа време кога работев во МТВ, ми должеа само 15 плати, Само хонорари. 15, да. Јас работев и ме правеа дека сум нели не сум со сите, но во денешно време да му го кажеш тоа на млад човек, ќе рече Сега се смените условите, сега Не. се смените условите тој немаше работа тогаш, да? Да. Сега е обратно. Така. Сега и има пари, значи порано имаше пари, немаше луѓе вработено. Или бавно се вработува, хонорарци. Но немањето на кадар, ја ќе ви кажам, една анализа правевме во Министерството за култура 16-та година, Така. некаде ноември-декември, и дојдовме до една поразителна бројка, зборам 16-та. Мислам дека бројката беше 705 вработени во цела Македонија, Да. локални и национални установи, зборам за стручен кадар во заштитата. Да. А тогашната потреба е 356. Сега, од 16-та година до сега се направени уште неколку анализи кои само го констатираат надолниот пат, нели, на долната линија Така. на имање на стручен кадар во заштитата. За среќа, сега е запрена топката и ова влада и Министерството за култура и туризам посветува внимание и почнува да се вработуваат, но повторно кажувам, тоа е првиот чекор. Тие сега влегоа. Додека станат кадри, ќе дојде 2030 некаде. На што се должи намалениот интерес за факултетите? Еве и двајцата ние сме македонисти, професори по македонски и книжевност. По 5-6 луѓе се запишуваат. Ние бевме 60 чинам во група. 60 до 80. Так, 60 до 80. Сега 5 до 6 луѓе се запишуваат на групата македонски јазик. Зборуваме за Македонија, нели? Каде оди работа? На што мислиш дека се должи тој намален интерес? Платите не се толку лоши нити во образованието, нити веројатно новиот начин на живење, тој глобалистички начин на живење, каде што се наметнува унифициран начин на живење, електрониката е премногу доминантна, социјалните мрежи и младите генерации се запознаваат со таа реалност. Значи со виртуелната реалност се запознаваат и тие немаат пристап до вистинските професии всушност. не сакаат ни да ги дознаат во превод. Кога си во некој реален свет во превод, тоа сакаш да го кажеш? Ова е премногу реално, треба да одиш. Ќе ви кажам еден пример, на јас ја повикав деканката, еден поразителен момент за помладиве генерации. И ја повикав деканката актуелна на Ликовната академија во Скопје. Да ја понудам соработка. Затоа што до пред некоја година практичната настава за конзервација и реставрација се одвивала во центарот во Скопје. И сега не знам од кои причини прекинала, тоа го имам како наследена информација и понудам соработка на деканката и ќе бидат платени, нели, студентите кои би работеле, најмногу кажам на фреско живопис. Ни требаат, затоа што тоа е малку и физички тешка работа, се качуваат на скелиња. И деканката вака ми одговори, 80% од запишаните студенти на Ликовна академија се на наставно-теоретска насока. Значи, никој не сака сликар да биде, вајар да биде, а за конзервација и реставрација тоа е веќе абстрактна именка. Работиме на, да речам, на
не би го рекол тоа популаризација на анимирање на јавноста, дека и ова е многу важно, како да исчезната меморијата. Така чувствувам аз. Да. Како да исчезната меморијата за дека овие професии се важни. А имате тука, ви реков, научно-истражувачка работа, мануелни вештини и документирање. Така. И многу теренска работа. Значи, сите нишани што би рекле, некогаш некој би сонувал Некој за тоа. да. Така, Да. но се сменија Да, очигледно да. соништата. Соништата, убаво кажа, соништата се сменја. Смислата за вредностите некако се сменети. Така. Порано, За жал. сега ги анимираме за овие професии, а порано беа познати, па трчаа да се, да речам, и да се вработат и да се вклучат Така. во градена некаква кариера. И чекаа по години и години да бидат хонорарци, тоа не беше проблем, Да. или сето Па, тоа, затоа што вака- сонот беше по така. Знаете, Да. еве да земеме и работата на еден фотограф Да. во оваа професија. Кога оди со историчарот на уметност во една црква, или програмската шема на фрескоживописот има одреден редослед. Веќе извежбаната екипа во центарот и некој зборуваше меѓу себе затоа што беа уиграни, фотографот си доаѓа, се знае како да ја слика програмската шема. Сега, затоа што се нови генерациите, почнуваме од почеток. Значи, и сакам да ви кажам дека и работата и на еден фотограф е исклучително важна, но се разликува од фотографот што слика свадби. Затоа што овде треба да навлезе во умот на историчарот на уметноста. Така, да ги документира работите и сето да си оди по редот на нештата. Тимска работа во пред. Многу тимска работа. Така. Во оваа професија никој не може сам. Но сепак и покрај секако што велиш мал тим, но функционира одлично. Тој тим што е во Националниот конзерваторски центар е исклучително квалитетен, значи си го оправдува своето постоење, но фали мултиплицирање на тимот, значи да може да има повеќе тимови на повеќе места во исто време. Тоа е само така ќе имаме реализација на доволен број проекти. Би добиле дозвола од, знам, се оди преку Министерство за финансии, зборуваме за вработување, за зголемен јас... Нема проблем со тоа, значи проблемот во кадарот, не е само ништо поинаку. Во мотивирање, да. во мотивирање да дојдат во овие установи, затоа што некако се позаборавени. Да. Јас затоа ви кажав, 10 вработувања сум во процес сега да ги реализирам, така што ќе видиме да се множиме полека. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме за она што се случува во Македонија, за комуникацијата со институциите и сето тоа. Со нас е Александар Јордановски. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Александар Јордановски од Националниот конзерваторски центар. Зборувавме за она што се случува во моментов во Македонија во однос на овие конзерваторски работи. Заборавивме една работа која што беше и е треба нели планирана, колку што знам, зборуваме за болницата во Ростуша. Да, тоа е старата болница во Ростуша. Такви објекти имало, ми се чини 4 во Македонија, тоа се типски градби, болници, изградени меѓу двете светски војни. Се наоѓа спроти сегашната општина во Маврово и Ростуша, е под заштита. Имаше обид повторно центарот пред 10 години да се возобнови, затоа што е прогласен објект за културно наследство. Повторно, не знам од кои причини, не успева, затоа ви кажувам се останувало на проекти. Годинава треба да се заврши проектот, мислам дека уште статиката остана да се заврши. Ќе излезе можност за финансиската конструкција да ја завршиме со една меѓугранична соработка меѓу Македонија и Албанија. Ќе се обидиме да стапиме во контакт со општина Корча од другата страна, затоа што тоа се такви проекти, треба еден објект од едната и еден објект од оваа страна да се завршат.
Во комуникација сум со градоначалникот на Маврово и Ростоше и директорот на Национален парк Маврово и мислам дека септември ќе биде повикот за таа меѓугранична соработка, за да ја затвориме финансиската конструкција за тој објект и тоа ќе биде еден интересен проект затоа што тука нели е и Бигорскиот манастир, водопадот Дув, така што почетната точка за одење на кај водопадот Дув е во близина нели на старата болница од Ростоше, така што општината може да си го намени овој објект за нивни потреби, а ќе го добие нели како обновен во заштитарска смисла. Што друго да очекуваме низ Македонија? Што друго да очекуваме? Еве сега ќе имаме еден интересен проект во Полошкиот манастир на Тиквешко езеро. Во почетокот на јули ќе одат две екипи, една екипа за заштита на архитектурата, зборуваме не за интервенција, туку за истражувачки проекти и за фреско-живописот во црквата, но и за архитектурата на самата црква. Подолготрен, затоа реков, научно-истражувачки е пристапот во заштитата. Годинава ќе имаме подготвителни работи. Една недела отприлика се подготвителните работи, ќе одат две екипи, архитекти, статичари, историчари на уметност, хемичари, значи фотографи, да го документираат теренот за да видиме следната година како ќе настапиме нели со финансиската конструкција за непосредната заштита. Тој е поскапиот дел, ова е поевтиниот. Да. Ама е важен затоа што дава добра основа, нели. Финансиската конструкција е важна, сега се прави. Да очекуваме нешто уште годинава или завршувате тука? Тоа се другото е, да речем, тековни проекти од посетен карактер. Јас ги набројав, да речем, позначајните проекти. Да. Освен тимската работа која што велиш дека е на ниво и придонесува да се завршуваат работите, иако сте малку по бројка, треба да бидете повеќе. Каква е соработката со институциите, еве директно и со Министерството за култура и останатите кои што треба да придонесат оваа работа да се одвива како што треба? Сами не можете ништо. Како комуницирате со Без поддршката од Министерството за култура и туризам не е можна реализација на проектите. Така. Сегашната поддршка е на ниво голема, особено кон заштитата на културното наследство. Мене лично ми е и да речем полесна комуникацијата. Јас доаѓам од Министерството за култура со работно место, така што наоѓам на големо разбирање, немам никакви проблеми. Мислам, никакви потешкоти, најнормално, не само со Министерството и со сите останати установи, затоа што Центарот е матична установа за заштита на недвижното културно наследство, така што проектите од регионалните заводи за заштита и останатите конзерваторски центри доаѓаат овде на стручна контрола, на прием на изведени работи или на облигаторна административна комуникација стручна меѓу останатите установи и главниот центар, да речем. Значи, за разлика од порано не толку одамна, постои тој став дека обновата на културното наследство е влог во иднината. Во фокусот на интересите. Во фокусот на интерес. Затоа и туризмот како додадена вредност. Голема е поврзаноста на културното наследство со туризмот. Јас вака со филмски речник би кажал дека туризмот е постпродукција, туризмот во културата е постпродукција на она што ќе го подготви културното наследство. Ние имаме задача да спремиме објекти за презентација, еве, како Разловечкото востание, па ќе биде Конакот, значи сека година ќе има некаков приоритет. А улогата на туризмот е таа приказна да ја продава. Таа е таа постпродукција што е исклучително важна, затоа што ако вие не го продадете производот, останува мртов. Така. Буквално кажано сврзани садови, така. Сврзани садови, апсолутно. Ти благодарам што беше мој гост. Ви благодарам и вам. Ми беше чест. Да. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.